Управата за јавни приходи на електронска аукција ќе продава дел од работите кои ги запленила: стан во Карпош, гаража, камиони, автомобили марка Мерцедес, Фијат, Citroen, Форд, голем број на техничка стока, компјутери, печатари, томографи, мебел, печка, фритези и слично. Ова се само дел од работите кои се најдоа на листата на УЈП кои ќе одат на продажба. ТВ Нова побара објаснување од надлежните кои се правилата за учество на јавната аукција. Само со претходна регистрација и уплата на депозит во висина од 10% од утврдената вредност на предметот сте во игра, вели Оливер Дерковски од Управата за јавни приходи. Преку нашата апликација, нашиот софтвер за електронски аукции, на кој што се огласуваат сите ствари, движни ствари и недвижности, кои што во постапка за присилна наплата се запленети од страна на Управата за јавни приходи, и на тој начин се впаричуваат практично тие предмети со цел наплата на долгот од кај даночните должници. Предметите се запленети од лица кои ненавремено подмириле обврски кон државата. Почетната цена пак на работите кои ќе се најдат на електронската аукција ќе одредува посебен тим на проценители кои се дел од Управата за јавни приходи. Еден од инструментите, од повеќето инструменти кои што стојат на располагање, и пописот и заплената на движните ствари и на недвижностите, при што се става заложно право кај движните ствари, кое што се регистрира во Централниот регистар, а исто така и хипотека кај недвижностите, кое што се забележува исто така во катастарот на недвижности, и потоа се оди со постапка на впаричување на истите на начин на кој што претходно го објаснив, значи со објавување и по пат на електронска аукција на која што може секое физичко лице, граѓанин на Република Македонија и правно лице, домашно правно лице, да учествува и да може да си купи некоја од овие ствари. Аукцијата ќе се одржи на 25 овој месец. Во текот на една година, Управата за јавни приходи организира околу 20 вакви аукции, каде на распродажба се нудат запленети предмети. Вакви електронски аукции во земјава има од 2011 година.